Состанокот на лидерите на Западен Балкан што се одржа во Скопје резултираше со заедничка изјава во која земјите од регионот се обврзаа дека ќе се развиваат според европските стандарди, дека соработката на Балканот ќе продолжи, дека иднината на сите држави е во Европската унија. Важно е, како што беше кажано, дека на тој пат останува поддршката и од Брисел, но и од Вашингтон. Тоа на завршната пресконференција јасно го кажа првиот човек во Стейт Департментот задолжен за Европа и Евразија. As the United States, we feel it's in our interest. Во однос на САД, ние сметаме дека е во наш интерес, интересите на граѓаните на Западен Балкан да се задоволат и да ги видиме владите на земјите од регионот како се приближуваат кон интеграцијата во Европската унија. Ние сме посветени на тоа Северна Македонија и САД да продолжат да соработуваат за патот на земјата кон Европа. Граѓаните на земјава ќе имаат јасен избор во наредните месеци меѓу јасна визија, која знае како да оди кон Европа и нешто друго. Граѓаните ќе треба да изберат. Од перспектива на САД, многу сакаме Северна Македонија што е можно побрзо да стане дел од Унијата. Премиерот Ковачевски, кој им беше домаќин на српскиот претседател и на премиерите на Албанија, Косово и Црнагора, смета дека европската и американската поддршка за регионот е недвосмислена и дека планот за раст на Западен Балкан е конкретна акција на Унијата што треба да доведе и до подобрување на економската ситуација и до подготовка на државите за членство во Унијата. Во овие клучни моменти за прогресот на регионот, пред се за македонската европска иднина, Европската унија и Соединетите американски држави од овде, од Скопје, испратија јасна порака за поддршката на ефикасната интеграција на Западен Балкан во Европската унија. Воедно испратија и порака дека во тој процес сметаат на проевропските државни лидерства. Лидерскиот состанок се одржа во последните денови на Ковачевски како премиер. Земјата се подготвува за избор на пржинска влада која треба да ги организира изборите напролет. Едно од прашањата за Обрајан беше токму за тоа. Дали се точни информациите дека меѓународниот фактор притиска да биде подпишан нон-пейпер на политичките партии на албанците со кои ќе се обврзат да не коалицираат со партија која 6 месеци по изборите нема да ги спроведе уставните измени. Не знам за нон-пейпер и би сакал да се задржам на она што го кажа во ноември кога бев во Скопје, како и денеска. Сметам дека граѓаните на Северна Македонија треба да решат за патот за напредок. Мислам дека една партија даде предлог за напредок и трпи критики за тоа што некои луѓе го сакаат или не го сакаат. Друга партија ветува дека ќе изнајде начин за патот напред и мислам дека можеби е фер граѓаните да побараат од таа партија да понуди нон-пейпер во кој ќе објасни која е незината визија и потоа ќе можете да решите меѓу визијата која знаете и нешто што е ветување. Позицијата на американската администрација е дека Македонија треба да го продолжи процесот на пристапување кон Унијата, за што неопходно е заокружување на уставните измени. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.